Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во новото издание. Покрај новитетите и тестовите кои ги имаме подготвено за денеска, имаме и една домашна тема, а таа се однесува на субвенционирањето за набавка на вградување на плински, метански и останати уреди на алтернативно гориво во автомобилите. Оваа година субвенцијата изнесува 15 милиони денари. Но на самиот почеток на Автомагазин започнуваме со флеш вестите. Иако салонот Сема, кој се одржува во Лас Вегас, е познат по бесните креации, ние сепак се одлучивме од него да ви представиме нешто посмирено. Сладко како бомбона, како што велат неговите креатори од дизајнерското студио на Мопар. Тие инспирацијата ја најдоа во пикапот Dodge D200 од крајот на 60-тите години, кој вешто го трансформираа во свој концепт. Понизок и подолг во однос на оригиналот, тој е направен со филигрански манири и претерано внимание на секој детаљ. Вратите се без рачки и се отвораат со притисок на копче зад кабината. Моторот е 5,9 литарски Cummins дизел, а ослонувањето воздушно со 3 нивоа. Светлата се 7-инчни LED, а внатрешноста како кај некој музејски експонат. Иако може да вози, овој прекрасен примерок автомобилска уметност е направен за гледање и нема цена. Интересен факт е дека добар дел од компонентите на возилото се оригинални, стари половина век. Од Велика Британија пристигнаа 3 интересни и целосно неочекувани вести. Првата е од Lotus, но не за автомобил, туку за велосипед. Инженерското оделение на марката во него го има вградено сето свое знаење и умење. Изгледот му е вселенски, предната вилушка иновативна, а кормилото досега невидено. Тоа е во функција на аеродинамиката која заедно со малата тежина треба да му го олесни патот на британскиот велосипедски тим до златните олимписки медали. За жал, техничките детали останаа мистерија. Мистериозно беше и појавувањето на комбито Morris JE, со кое славната британска марка ќе се реинкарнира. Изгледот му е верна ретроинтерпретација на моделот од 50-тите години, но технологиите му се сосема модерни. Шасијата е модуларна надградба од јагленородни влакна, а погонот електричен и способен за автономија од 320 км. Во карго просторот со зафатнина од 5,5 кубни метри може да носи товар тежок 1 тон. Цената му е поставена на високи 60.000 фунти, а планирано е да започне да се произведува при крајот на 2021 година. Третата вест ги израдува љубителите на филмската уметност. Специјално за нив Land Rover сподели неколку атрактивни сцени од снимањето на најновиот филм за Джеймс Бонд. Заедно со него во главната улога е незапирливиот Defender, кој беше представен во септември на салонот на автомобилите во Франкфурт. Филмот за тајниот агент под наслов Нема време за умирање својата премиера ќе ја има на 2 април идната година. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш твојата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 коњски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering.
Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Би сакал да ви се представам себе си во неколку зборови. Би рекол елегантен, единствен секако, секогаш самоуверен. Како мојот автомобил, новиот Kia Proceed, храбар потек. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Ние продолжуваме со Автомагазин, а денеска, како што најавивме, гостин во нашето студио ќе биде господинот Кирил Колемишевски, кој е заменик министер за економија на Република Македонија. Со него ќе поразговараме во врска со субвенционирањето за набавка на уреди за алтернативна енергија во возилата. Господине Колемишевски, срдечно добре дојде и првото прашање се наметнува само на себе. Неодамна донесената уредба предвидува субвенционирање на околу 15 милиони, со 15 милиони денари за вградување на плински, метански или уреди за алтернативна енергија во возилата. На која социјална група и на која група возачи е наменета оваа субвенција? Благодарам пред се на поканата. Министерството за економија алоцираше 15 милиони денари за субвенции на купување и вградување на уред на погон за ТНГ, метан или друг вид на алтернативен вид на гориво за возилата и надоместокот ќе изнесува 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 18.000 денари. Огласот е објавен на 1 ноември оваа година и се уште активен, ќе трае до 2 декември 2019 година, а право на учество имаат сите физички лица, значи правните лица се исклучени, кои се собственици на возила произведени од 2005 година па навам. Господин Колемишевски, тука доаѓа до едно превирање. Зошто да се субвенционираат толку стари автомобили, кои се произведени пред 14-15 години? Тие автомобили више ги исцедиле своите ресурси на функционирање, нормално функционирање. Па така да таквите автомобили се и потенцијална опасност во сообраќајот. Значи, со последните информации со кои што располагаме, во држава се регистрирани околу 410.000 возила, од кои што од 2005 година па наваму се околу 125.000 возила, односно Евро 4, Евро 5 и Евро 6 стандарти. Околу 285.000 возила се исто така регистрирани, кои што се регистрирани пред 2005 година. И за очекување е дека не баш сите возила кои што ќе инсталираат плински уреди, кои што ќе аплицираат во Министерството за економија, ќе бидат баш од 2005 година. Напротив, нашето очекување е дека ќе инсталираат плински уреди во понови возила, а по завршување на огласот, евалуација и проверка на документацијата, Министерството за економија ќе излезе со точни податоци за староста на возилата кои што аплицирале за оваа мерка. Како можат граѓаните и каде треба да аплицираат за овие субвенции? Огласот е објавен на веб страницата на Министерството за економија, таму се дадени сите услови кои што треба да ги исполнат собствениците на возила. Ќе може да се субвенционира само едно возило по семејство, како што кажав и предходно, 18.000 денари е максимумот, односно 50% од вредноста
на вградениот уред и нормално уредот да биде инсталиран во сертифицирани автосервиси. Има една стара крилатица која вели, видете го сообраќајот, знаете каква е економијата на државата. Во нашата држава простичната старост на возниот парк е околу 18 години. Што можете и што планирате вие како Министерство за економија да ја подобрите оваа ситуација? Ова не е прашање кое што треба да се адресира само до Министерството за економија. Го адресираме до институцијата на државата. Јасно. За промена на ваквата состојба треба да има координиран пристап од страна на владата, од Министерството за економија, Министерството за финансии, Царинската управа и пред се импортерите на возила. Значи, преку диалог меѓу надлежните институции и импортерите на возилата, треба да се дојде до решение преку кое сите засегнати страни, значи тука и државата е засегната страна, импортерите, а пред се граѓаните се најзасегнати од оваа ситуација, ќе добијат најголема корист, односно ќе може да возат најквалитетни возила по најпристапни цени. Тука пред се мислам на политика која што треба да се креира, преку наоѓање на соодветен модел за одданочување, за царински стапки на возилата, за одредени бенефиции кои што собствениците на новите возила би ги користеле, а тука пред се треба да се обрне внимание на увозот на електрични возила и возила на хибриден погон. Значи има пракса из Европска Унија каде што собствениците на електричните возила или собствениците на возилата на хибриден погон уживаат соодветни бенефиции, како бесплатен паркинг, како бесплатно поминување низ центар, низ град, не плаќаат патарини и така натаму. Значи тоа треба да се најде соодветен модел како тие возила, бидејќи сепак не се тоа ефтини возила, како тие возила ќе бидат малку подостапни за македонските граѓани, а во исто време да се направи соодветна стратегија за измена односно на промена на возниот парк, односно намалување на таа средна старосна граница по возило до 18 години. Со истото тоа, значи оваа политика исто така треба сериозно да се позанимаваме, бидејќи сообраќајот е еден од главните загадувачи пред се во главниот град, и нормално дека старите возила загадуваат повеќе, така да со соодветни стимулации за купување на нови возила, претежно на електричен и на хибриден погон, мислам дека на еден среден рок сериозно ќе се реши тоа прашање. Дали мислите дека ова условно речено елитистичка решение, бидејќи и електричните возила се елитистички производи, бидејќи чинат многу пари. Но, ако се има субвенции за хибриди кои стануваат се попопуларни и во Македонија и со цена, тогаш можеби би можело нешто повеќе да се направи, чинам. Значи, да не ме сватите погрешно дека, бидејќи ги спомнав електричните и хибридните, дека мислам само на субвенции за тие возила, нормално дека треба да се размислува за субвенции и на бензински возила, кои што чинати поевтино, но сепак пак треба да се донесе соодветна стратегија од сите засегнати страни, за да се добие адекватно решение каде што буквално секој граѓанин на нашата држава ќе може да добие ново возило по пристапни цени. Тука треба да се јави државата како креатор на тие политики, а во исто време да се алоцираат буџетски средства за евентуално субвенционирање и помош на граѓаните за да купат нови возила. Ви благодарам на учеството во Автомагазин, ви благодарам на позитивните вибрации кои ги пренесовте до нас по прашање на идната легислатива и во кој смер ќе работи Министерството за економија во следниот период. А ние одиме понатаму со Автомагазин, како што ви ветивме минатата емисија, ќе ги пренесеме останатите новитети од Милано, каде што се одржува покрај модната недела и најголемиот саем на моторцикли во светот.
Моторциклистите се луѓе кои имаат посебна почит. Се што заслужува го добива нивното внимание, било да му е името големо или мало. Затоа и Ејцма е просто преплавена со малку познати или сосема анонимни производители на моторцикли. Има место и за чудни иновации, како што е најновиот модел на швајцарската компанија Quadro со назив Кудер. Тој не е ништо друго освен скутер со 4 тркала, за чие навалување во свиоци се грижи посебен хидрауличен систем. Електронски контролиран, тој му обезбедува исклучителни динамички квалитети, прецизно управување и поголема стабилност. Заради конструкцијата, ергономијата е извонредна, а менувачот има и степен за возење наназад. На располагање во две верзии со бензински и електричен мотор, а голема предност е што може да се вози со Б категорија. Истото важи и за другите новитети Nuvion и QV3, кои со своите 3 тркала се наменети за помалку алтернативните купувачи. Електриката е основната тема и во настапот на ломбардиската ME Group, која со своите мини скутери има амбиции да предизвика еволуција во урбаната мобилност. Едноставноста преовладува и во дизајнот и во конструкцијата, која е изведена од две верзии, со електромотор од 2,5 и 6 киловати. Првата постигнува максимални 45, втората 80 км на час, а голема предност им е што на нив може да се возат двајца. Цената во Италија им изнесува 5,5, односно 6.500 евра. На радикален пресврт на ова поле се надева и кинеската компанија NIO. Основана е пред само 4 години, а веќе има импресивна гама електрични двотркалци. Додека едните изгледаат како играчка, другите се навистина сериозни производи со автономија од 150 км. Електромоторите кои се производ на Bosch, а батериите на Panasonic. Во Европа ќе бидат лансирани идната година по засега непознати цени. Својата палета на Ејцма кинезите ја дополнија и со новата линија електрични велосипеди, чии батерии може да се менуваат. Иднината слично ја гледа и италијанскиот Полини, кој е познат по производство на мини моторцикли и делови за тюнирање. Нивниот штанд беше преплавен со велосипеди електрични представени под имињата на други марки, меѓу кои и некои автомобилски. Карактеристиката на сите им е едноставниот дизајн, прецизната изработка и технички напредната конструкција. Електриката се среќаваше и кај Фантик, каде малиот Исимо предизвикуваше вистински дилеми како да се класифицира. Габаритите од една страна го сместуваа меѓу велосипедите, а дебелите тркала на половина пат до скутерите. Затоа придонесува и решеткастата конструкција, која е уникатна и досега невидена ни таму ни ваму. Вакви недоумици имаше и во класичната ендуро гама, која сега е збогатена со двотактниот XE. Технички е базиран на Yamaha YZ, чиј мотор од 125 кубни сантиметри ги задоволува Euro 4 нормите. Друштво му правеше и специјалната едиција на Caballero 500, со која италијанската марка го одбележува својот 50 годишен јубилеј. Многу слично изгледаше поставата и на шпанскиот Riexu, кој исто така е насочен кон авантуристичкото возење и ги користи агрегатите на Yamaha. Сепак, за разлика од Фантик, нивната гама е малку поширока и вклучува и други моторцикли наменети за секојдневно користење. Таков беше и новитетот Century 125, кој пленеше со своите едноставни линии, но не и со цената од 4700 евра. Импресивно на овој терен настапи и сосема непознатиот италијански производител Vent, зад кој стои 25 годишна соработка со Honda. Сепак партнер име Yamaha, кој им овозможи со гамата од 9 моторни ендуро модели да се свртат кон помладата публика. Блиските релации со Полини ги предизвикаа да го направат и електричниот велосипед LDV 500, за чија ознака ги зедоа иницијалите на славниот Леонардо да Винчи.
За разлика од сите нив, познатите имиња во оваа област се повеќе се свртуваат кон асфалтот. Тој тренд го следи и КТМ, чиј 390 Adventure е класифициран како ендуро, иако е повеќе од тоа. Едноцилиндричниот мотор со 44 коњи му дава добра динамика, дополнително истакната со одличната циклистика и малата тежина. Мноштвото квалитетни компоненти и врвна електроника му ја креваат цената на 6.800 евра, што сепак е 3 пати помалку од онаа на зверскиот 1290 Super Duke R. Неговата нова генерација во целост го почитува наследството на претходниците, надградувајќи го со нова рамка, флуидните линии и агрегатот од 180 коњи. 2 години по лансирањето, КТМ го обнови 790 Duke, кој сега има поголем и помоќен агрегат и соодветно на тоа ознака 890 Duke R. Вистина сепак е дека представува само еволуција која најдобро се одгледува во дизајнот. Засилениот на 121 конска сила мотор перфектно е избалансиран со шасијата, со што се обезбеди несвојствени за оваа класа перформанси. За тоа придонесуваат и новото ослонување и брембо со пирачките. Далеку поагресивен беше настапот на Husqvarna, која всушност е фирма ќерка на КТМ. Новиот Norden 901 концепт е нешто што љубителите на марката одамна го чекаа, ама за него ќе мора да се стрпат барем уште една година. Се одликува со типичен минималистички дизајн, истакнат со грубите пневматици и маркатната појава. Првиот поглед кажува за намерата да се даде една поинаква интерпретација на ендуро сегментот, во што ќе помогне и двоцилиндричниот агрегат, чија моќност не е објавена. Јавноста сепак дозна дека тој е истиот од КТМ 890 Duke R, што е само уште еден плюс за овој атрактивен тюнинг авантурист. Ниту останатите славни мотопроизводители не им останаа должни на публиката во Милано. Moto Guzzi ја покажа травел верзијата на V85 TT, која магепсува со комбинацијата на својот конзерватизам и поживиот тюринг дух. Moto Morini се представи со Seimetsu, кој е првиот моторцикл направен на новата платформа. Нејзините пропорции ветуваат добро задоволство во возењето, кои неговите 48 коњи сепак нема да ги обезбедат. Истиот мотор го има и новиот Escape, но за него тие се сосема доволни. Триумф го нагласи новиот Bobber TFC, но сепак далеку поинтересен беше Rocket 3, како и Неби кога го има најголемиот агрегат што денес се вградува во некој моторцикл со дури 2458 кубни сантиметри работна зафатнина. Тие што го слушнале велат дека звучи величествено, исто како што и изгледа. Силата од само 167 коњи мора да се носи со тежината од 290 кг, давајќи му за ваков монструм очекувани перформанси. Чини 29.000 евра. Далеку поевтин треба да биде интересниот Harley Davidson Bronx, кој е опремен со еднолитарска верзија на новиот Revolution Max агрегат со 115 коњски сили. Колку точно ќе чини ќе дознаеме дури во 2021 година, кога ќе се појави на пазарот. За љубителите на Italjet, пак чекањето заврши. Годинава на Eidsma беше прикажана финалната верзија на фантастичниот Dragster. Од прототипите ги има задржано сите напредни технички решенија, а ќе биде достапен во две верзии со 125 и 200 кубни сантиметри. Приказот на новитетите од Милано го завршуваме со Kymco Revonex, со кој тајванската марка се доближи за уште еден чекор до сосема нови за нив пазарни подрачја. Тој со својот електропогон именувач со 6 степени на пренос ке стане стварност во 2021 година, кога треба да докаже дали до максималните 205 км на час навистина забрзува за 11,8 секунди.
Откако е во концернот Volkswagen, Шкода во последните неколку години како да доживува ренесанса. Не се во прашање само зголемената палета на производи и модели, туку е и дизајнот, но и квалитетот во прашање. Денеска го возиме знаменосецот лимузината Superb, која неодамна доживеа рестайлинг. Рестайлинг на неколку битни работи, како што е маската на ладилникот и доби full LED светла со најнова технологија. Superb е познат по својата големина и должина. Возачкото седиште е наместено како јас што сакам да биде. И видете колку простор има во внатрешноста. Со оволку простор и целосен изглед и удобност која е пружен во овој автомобил не може да го очекувате ниту од повисоките класи. Навистина Superb нуди многу простор. Таков случај е и во гепекот. Погледнете колкав е. Тој е лидер во класата и ви дозволува и да бидете малку и неуредни. Но, што се крие зад техниката на новиот Superb? Во основа не многу работи. Тој ја задржа својата големина, своето меѓуоскено растојание, но во внатрешноста е направен да одговори на повеќе предизвици, бидејќи овој автомобил е замислен не само како семејна лимузина, туку и како службено флотно возило. Работното место на возачот е баш онако какво што се замислува. Исполнето е со технологија, но мене не ми се допаѓа старт-стоп копчето, односно местото каде е лоцирано. Лоцирано е на место каде што не би требало да биде, барем според мене. Инаку, во внатрешноста забележливи се конективните технологии. Па преку овој дисплеј можете да направите избор на многу работи. Не само на поврзувањето, туку и на сетапот на целиот автомобил. Друго што ми се допаѓа е можноста за промена на графиката на инструмент таблата. Јас на возачкото седиште навистина седам комотно и на дофат ми се сите работи кои се потребни во колата. Испод хаубата е сместен дволитрениот TDI мотор од 150 коњски сили впарен со 7-степенна DSG трансмисија. Комбинација која ветува мирно возење и мала потрошувачка. Од своето појавување Шкода Superb доживеа неколку генерации, а денеска се наоѓаме зад управувачот на рестилизираната трета генерација. Ова бизнис лимузина или семејна лимузина во голема мерка го привлекува вниманието на купувачите од повеќе причини. Прво е дека ја користи истата технологија како што ја користи Volkswagen или Audi, односно Seat, а втората е добрата цена. За низините големи димензии сите знаат. Таа има простор во изобилство и во внатрешноста, но и од надвор изгледа фасцинантно. Бидејќи овој рестайлинг што е направен е вистински погодок. Во гепекот, како што видовте, има простор најголем во својата класа. Па Superb има добри стартни позиции да ги освојува пред се флотните купувачи. Низината цена е 29.500 евра. И што добивате за тие пари? Пред се има економичен,
дизел дволитрен мотор од 150 конски сили кој е впарен со 7-степен автоматски DSG менувач. Менувач кој има две спојки, што значи дека пренесувањето на брзините и уживањето во возењето е загарантирано. Пред малку удрив во една дупка, а дупки на македонските патишта има во изобилие. Токму тој шок што го доживеа тркалото лесно се пренесе и во кабината. Па, тука ги лоцирам и некои од недостатоците на оваа убава лимузина. А тоа е дека микровибрациите многу лесно се пренесуваат во внатрешноста. Што се однесува до управливоста, тоа е предвидливо и прецизно. Не е на ниво на, да кажеме, посакуваниот Passat, но сепак управувањето не може да се критикува. Исто така и економичноста, бидејќи јас забележав просечна потрошувачка на поминати нешто повеќе од 800 километри од 6,1 литар во комбинирани услови се разбира, и тоа покажува дека овој мотор од 2 литра и 150 конски сили дека не е направен за трки, но во секој случај одлично се однесува и е економичен. Со цена од 29.500 евра во оваа опременост, каде што не недостасува ништо. Напротив, Шкода Суперб е одлично опремена од сите конективни и безбедносни технологии што се модерни да бидат вградувани во автомобилот. Па затоа овој автомобил може да помрси многу конци. Не само во сегментот на приватни купувачи, туку повеќе на флотни купувачи, бидејќи овој автомобил има изобилие на простор, одлична завршна обработка, а чини многу помалку, да кажеме, од Audi A4, Mercedes C класа или BMW серија 3. Затоа реков дека овој автомобил е способен да направи едно ново прераспределување што се однесува на флотните купувачи. И кога би требале да резимираме, во прв план би дошло дека Шкода Суперб е автомобил кој е направен за сите пригоди, за сите купувачи и за сите оние кои сакаат да имаат голема лимузина која не чини многу пари, а се разбира нуди високо ниво на квалитет. Од Шкода, како да сме навикнати на овие атрибути што ги спомнавме. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. До гледање за 7 дена.